prirodna od glavata do peticite. Повеќе пати сме спомнале дека прв услов за самодоверба и пријатно чувство е уреденоста од главата до петиците. Секако за тоа е потребно известно време. Со вешто комбинирање многу работи што му припаѓаат на уредувањето можеме да ги испреплетеме со слободното време. Љубезната насмевка вреди исто така како и љубезниот збор. Кога пак ќе се насмевнат негуваните усни и ќе откријат и негувани заби, насмевката станува попријатна. Негата на устните не бара скоро никакво време, а сепак е потребна. Кога лицето го мачкаме со помада, не треба да ги заборавиме и устните. Ќе бидат благородни, бидејќи добиваат мрснотија и влага и стануваат поотпорни на ветрот и сонцето. Многу се мали можностите да испукаат, испуканите усни не се пријатни за окото. И вежбите за устните не се излишни. Повеќе пати на ден треба да ги собереме како да сакаме да свирнеме и потоа ги растегнеме во широка насмевка. Тоа ја забрзува толку потребната циркулација на крвта. Непријатната миризба од устата секому му смета. И при доста интересно раскажување што го следат бранови непријатна миризба, често размислуваме како да се ослободиме од соговорникот. При тоа, одвај го слушаме и не ја забележуваме фризурата, ниту пак модерната облека. Непријатната миризба може да доаѓа од расипаните заби, од болните крајници, како и од болестите на желудникот и цревата. Во сиве овие примери треба да бараме помош кај лекарот. Но честа причина е и недоволната хигиена на забите и устата. Забите ги миеме најмалку 2 пати дневно, а задолжително по јадењето. Не треба посебно да се нагласува дека секој член во семејството треба да има своја четка за заби. Најдобри се од природни влакна. Забите ги миеме и ги чистиме од корењата кон врвовите. Со вертикалното чистење темелно ги отстрануваме остатоците од храната. При миењето на забите темелноста е поважна отколку видот на забната паста. Пушачите од време на време нека си ги мијат забите и со неколку капки сок од лимон што ги прави забите бели и ги зацврстува жлебините. За здравјето на забите препорачлива храна која мораме силно да ја гриземе, како и сурови зеленчуци, например млади моркови и трупки. Кога не можеме да си ја исплакнеме устата или да ги измиеме забите, например на работа, добро е да гризнеме неизлупено јаболко. За освежување и дезинфекција можеме да употребиме и чај од нане. Го вариме наместо вообичаеното кафе. Најмногу работат нашите раце. Тие се уморни и токму затоа им е потребна нега. И природно добро формираните раце, со запоставени, скршени, оштрбени ногти, изгледаат невкусно и неестетски. Затоа неколку куси совети. Ноктите не ги сечеме, туку ги стругаме и тоа секогаш во ист правец, од страните кон средината. Не треба да бидат ниту куси, ниту премногу долги. Ноктот нека завршува со врвот на прстот или пак малку над него. Кожичката околу ноктот е природна одбрана од инфекции и воспаленија, затоа и не ја сечеме. Ја омекнуваме во топла сапуница, а потоа со лесно триење и нанесуваме маслиново масло и нежно ја притиснуваме со пиличката обвиткана со вата. Не треба да ги фрламе лушпите од лимон додека со нив не сме намачкале прсти и ногти. Препорачливо е слабите ногти да ги стругаме секој ден. Лакот и бојата не можат да ги скријат запуштените ногти, затоа лакираме само чисти и уредни ногти. Ако редовно ги лакираме, треба да внимаваме по работата да не бидат оштрбени, бидејќи тоа остава впечаток на површност и запоставеност. На работните раце им е потребно засилено циркулирање на крвта. Нежно ги масираме, пак со рафинирано маслиново масло или помада, а ги масираме со олабавена рака. Почнуваме од врвовите на прстите кон дланките.
Zapestje močno Kitkata cvrsto ќе фатиме со другата рака и правиме кругови. Од китката, раката ја триеме нагоре, бидејќи при масажата важи правилото телото го масираме кон срцето. Да не заборавиме на лактите, ако ги масираме редовно и нежно, никогаш нема да бидат рапави и груби. Рацете можеме да ги масираме секој ден и тоа патем додека читаме весник или гледаме телевизија. Всак дан наредимо... Секој ден правиме стотици чекори и не секогаш во удобни чевли. Но гумина на работното место стојат и по 8 часа и тој напор нашите нозе стрпливо го поднесуваат цел живот. Младите девојчиња со здрави нозе сигурно нема да се откажат од модерните чевли, иако знаеме дека многу високите петици и многу тесните чевли се главна причина за тешкотиите во подоцнежните години. Значи, ако сакаме нозете верно да не служат до крајот на животот, треба барем да ги негуваме. Најглавни се удобните чевли. Може да бидат модерни, но мораат да се удобни. Нозете секој ден треба да ги миеме во топла вода и тоа со сапун или во вода во која сме ставиле морска сол. Солената вода ја ублажува замореноста. За студените нозе е препорачливо на изменично миење со топла и студена вода. Ногата ја држиме 1 минута во топла вода и по 1 или 2 секунди ја ставаме во студената. Тоа го повторуваме 5 до 10 минути. Во меѓувреме во топлата вода доливаме врела за да ја одржиме потребната температура. Голема мака е ако ни се потат нозете. Да се потрудиме да се ослободиме од непријатната миризба, но никако не смееме на вештачки начин да го спречиме потењето, бидејќи организмот со излачувањето секогаш се ослободува од одредени штетни материи. Испотените нозе ги миеме 2 пати на ден и при тоа во водата додаваме мајчина душичка или жалфија. Ако тоа го повторуваме 3 недели, ќе бидеме изненадени од дејството. По миењето на нозете, добро е да ги истриеме со маслиново масло, а никогаш тоа не треба да го правиме со алкохолни лосиони и уште нешто. Секој ден треба да обуваме чисти чорапи. Ноктите на нозете треба да ги сечеме рамно, а рабовите да ги измазниме со пиличка. Така го спречуваме растањето на ноктите во месото. Кожичката околу ноктите ја притискаме кон коренот. Дебелата кожа што се насобрала на петиците, откако ќе ги натопиме во топла вода, ја отстрануваме со соодветен прибор. И нозете ги масираме со масло или помада. Најпрвин прстите. Табаните ги мазниме по целата должина. Зглобовите ги масираме кружно. Потоа горните делови нагоре, по правило кон срцето. Секогаш кога можете, а за тоа има доста можности, кружете со зглобовите десно и лево. Ако пак под масата незабележано се собуете, собирајте ги и истегнувајте ги прстите. Одењето со боси нозе е здраво, се разбира не по асфалтот и вештачки површини. Треба да одиме по градината, тревникот, песокот на плажата, значи на секаде во природата и на нерамни површини. Така нашите нозе ќе соберат нова сила. Доста често и нашето општо расположение зависи од одморени или уморни нозе. Ако сме свесни за тоа, нема да жалиме малку труд и време за нега на нашите нозе. Рековме негувана од главата до петиците. Негата нека не ни биде мака и напор, туку отпуштање и смирување. Времето што го жртвуваме со радост, убедени сме, нема да отиде попусто.